Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. Хируршките состојби се честа причина за болка во стомакот кај децата, а на врвот на зачестеноста се наоѓа акутното воспаление на слепото црево. Препонската кила, односно препонската хернија, доколку не се лекува, може да се вклешти и да дојде до животозагрозувачка состојба, а во предпубертетскиот и пубертетскиот период неспуштениот тестис би можел да се уврти. За акутните хируршки состојби кај децата, денеска зборуваме со доктор на медицински науки Ристо Симеонов, специјалист по детска хирургија во Аџибадем Систина. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добре најдов, добар ден до гледачите на Телма телевизија. Докторе, има ли некаква функција слепото црево? Слепото црево по некои автори е рудиментиран орган кој што нема функција, е слеп завршеток од белото црево од цекумот. Меѓутоа, одредени студии на автори покажуваат дека слепото црево има функција на резервоар за непатогени бактерии, добри бактерии, кои што знаат да обноват цревната флора после некои инфекции на цревата предизвикани од бактерии во прв ред Клостридиум. Така, значи... Како и да е, сакам да напоменам, дали слепото црево има функција или нема, секој воспаление на слепото црево е предмет на хируршка интервенција. А зошто доаѓа до негово воспаление? Дали се знаат точните причини кои што предизвикуваат ваков проблем? Најчеста причина е обструкција на луменот на слепото црево од копролит. Од тука започнува воспалителниот процес во зидот на слепото црево, кој што е изградено лимфно ткиво, и напредува процесот од акутно флегмонозно воспаление кон гангренозно воспаление на слепото црево, и ако навреме не се направи хируршка интервенција за отстранување на слепото црево, може да дојде до перфорација и развој на акутен перитонит заради излевање на цревна содржина од слепото црево. Докторе, дали ситната храна, односно да речеме доколку децата јадат сонцоглед со лушпа, некоја таква храна може да предизвика иритација на слепото црево? И до негово воспаление? Јас лично после апендектомија го имам отворено луменот на слепото црево за да видам каква е содржината внатре и во неколку случаи имам најдено лушпа од сонцоглед. Така. Ајде да разјаснеме неколку вистини или заблуди поврзани со слепото црево, со акутното воспаление на слепото црево. Првата гласи: акутното воспаление на слепото црево е болест карактеристична за поголеми деца. Дали воспалението на слепото црево се случува во било која возраст, докторе, или може да се случи и кај деца помали од 2 години? Може ли кај новороденче да дојде до воспаление на слепо црево? За која возраст е карактеристична оваа болест? Акутното воспаление на слепото црево е карактеристично за школската возраст деца. Меѓутоа има случаи каде што има акутно воспаление на слепото црево и кај деца помали од 2 години, како што рековте. После поставување на диагноза од страна на докторот, затоа што кај помали деца брзо напредува клиничката слика, брзо напредува воспалението. Не може да се направи прецизен физикален преглед, затоа што детето е вознемирено, плачливо, немаме анамнеза што се случило. Откако ќе се постави дефинитивна диагноза со дополнителни испитувања, лабораториски ехо преглед дека се работи за акутно воспаление на слепото црево кај деца помали од 2 години, во 90% случаи оперативниот наод кај тие деца е перфориран апендикс со перитонит. Тоа е затоа што, како што напоменав, многу е тешка соработката со мало дете. Так. Нема анамнеза, нема простор за прецизен клинички физикален преглед. Процесот напредува брзо и малите деца немаат моментум, односно стомачна марамица, која што кај поголемите деца може да го зароби слепото црево на почетокот на инфекцијата, да не дозволи ширење на инфекцијата во останатиот дел од перитонит. Ајде да проговориме за симптомите. Кои се карактеристични симптоми за оваа болест? Карактеристични симптоми за акутно воспаление на слепото црево се болка во долниот десен квадрант од стомакот, мачнина, гадење, нагони за повраќање или повраќање, покачена телесна температура, малаксаност,
губиток на апетит и сух и обложен јазик. Тоа се најкарактеристичните симптоми. Ајде сега да проговориме за оние што се помалку типични, уште неколку вистини или заблуди ќе разјасниме. Втората гласи: акутното воспаление на слепото црево секогаш е придружено со покачена телесна температура. Доктор, имаат ли сите деца покачена температура или не? Покачена телесна температура е еден од симптомите, не значи дека сите деца имаат покачена телесна температура. Покачена телесна температура е карактеристична за помалите деца. Кај повозрастните деца, кај кои што, како што нам помена претходно, моментумот стомачната марамица на почетокот на воспалението може да го зароби апендиксот, нема карактеристики на покачена температура. Ајде сега да го погледнеме, Одриже, ќе поберам четвртиот телоп, вистина или заблуда во однос на локализацијата на болката. Спомнавте дека децата се жалат, оние кои што можат да кажат, на десната страна од стомакот. Следната вистина или заблуда гласи: слепото црево никогаш не дава болка на левата страна на стомакот, мора да се работи за нешто друго. Докторе, може ли слепото црево да биде малку подолго, па да се да биде присутно и на другата страна на стомакот? Многу се ретки тие состојби кога слепото црево е долго, да врвот од слепото црево премине на левата страна и да дава рефлекс на болка од таа страна. Меѓутоа, при преглед, посебно повозрастните деца, секогаш ќе ви потврдат дека болката е од десната страна, каде што и де факто се наоѓа слепото црево. Има ретки вродени состојби на ситус инверзус тоталис, има ротација, кога анатомската положба на слепото црево, односно на цекумот, е од левата страна. Меѓутоа, за гледачите мислам дека тоа не е битно. Така, споминавте дека кај малите деца е исклучително тешко да се диагностицира оваа болест. Имаме уште една дилема поврзана со диагностиката, која што е широко распространета, која што вели: третиот телоп, доволно е докторот да го напипа стомакот за да постави диагноза, односно да притисне од десната страна, која е таму локализирана болката, значи дека се работи за воспалено слепо црево. Докторе, дали ова точно или пак не? Понекогаш доволно е самиот клинички физикален преглед и анамнеза од детето. Тоа можеме да го добиеме од повозрастните деца, кои што многу прецизно и сликовито ќе ви објаснат дека болката започнала околу папокот, појава на гадење, нагони за повраќање и повраќање, малаксаност. После неколку часа болката се спуштила и се локализирала во десниот долен квадрант од абдоменот. И при физикален преглед битни се два знака. Едниот е при притисок од десната страна на абдоменот и нагло пуштање на прстите, болката е поинтензивна. Тоа е едниот знак. Вториот знак, карактеристичен за воспалено слепо црево, кога се притиска стомакот од лево кон десно, болката е од десната страна. Тие два позитивни физикални знаци се карактеристични за воспаление на слепото црево. Меѓутоа има состојби кога не е јасна клиничката слика, тогаш добро е да се направи лабораторија, крвна слика и урина. Ако во крвната слика има покачени леукоцити и ЦРП, тоа говори во прилог на воспаление на слепото црево, и да се направи ехо преглед, каде што со ултразвук ќе се визуализира слепото црево, ќе се видат неговите димензии, ќе се опише ѕидот на дебелото црево и ќе имаме приказ егосомографски. Така. И уште една вистина или заблуда да разјасниме, која што гласи: децата со акутно воспаление на слепо црево никогаш немаат пролив. Може ли да се јави течна столица, или пак децата најчесто се сочуваат со запек, односно со обстипација? Најчесто е обстипација, меѓутоа кај акутно воспаление на слепото црево со перфорација и перитонит, децата често имаат пролив заради перитонеалната надразба од цревната содржина што излеа од слепото црево и ги контаминира другите црева. Значи ова не е секогаш правило. Не, меѓутоа ако слепото црево е со пролив, тогаш оперативниот наод секогаш е полош. Затоа што во најголемиот број случаеви се работи за перфорирано слепо црево со акутен перитонит.
Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија со нивни прашања на телефонскиот број 3076 677. Почитувани, ве очекуваме да се вклучите во Тилма амбуланта. Денешен гостин во емисијата е доктор Ристо Симеонов, специјалист по детска хирургија од Аџибадем Систина. Докторе, кога детето ќе се пожали на болка во стомак, како родителите да знаат дали треба да се јават на детски хирург или пак се работи за еден обичен стомачен вирус кој што би прошол во домашни услови? Можат ли тие самите да направат разлика, дистинкција помеѓу акутно воспаление на слепо црево и стомачен вирус? Разлика помеѓу акутно воспаление на слепото црево и стомачен вирус понекогаш е дилема и за докторот, не за родителот. Так. Затоа битно е за родителот секоја состојба кај детето која што се презентира со болка во стомакот, вознемиреност, плачење, детето ги собира нозете во колена кон стомакот, надоен или дистендиран стомак, повраќање, пролив, да се јават на педијатар или детски хирург за дефинитивна дијагноза. Така, дали може со давање на антибиотска терапија да се смират почетните симптоми на воспалението на слепото црево, доколку се работи за почетна фаза од болеста? Во почетната фаза на воспалението антибиотиците може да го смират процесот, меѓутоа процесот не се враќа никогаш во првобитната положба. Следна атака или следен напад на воспаление на слепото црево ќе оди многу побрзо воспалителниот процес и многу побрзо ќе дојде до перфорација акутен перитонит, или слепото црево ќе премине во фаза на хронично воспаление со екзацербирачки повторувачки епизоди. Некогаш родителите стават и ладни облоги на стомакот кај детето, дали тоа се препорачува или не, за да се смират болките? Јас како хирург препорачувам апендектомија, односно отстранување на слепото црево. Добре родителите преку интернет имаат информираност за што се работи кај нивното дете. Меѓутоа, дијагноза и третман секогаш треба да бараат кај доктор. Колку е сложен оперативниот зафат при акутно воспаление на слепото црево? Во Аџибадем Систина болница третманот е лапароскопска апендектомија, односно со камера се влегува во перитоналната шуплина, се инсуфлира воздух, се прави експлорација, се наоѓа слепото црево, со два работни инструменти се прави апендектомија и кај болесните форми на воспаление, кај флегмонозно воспаление, наредниот ден децата се пуштат на домашно лекување, кај понапредна фаза на воспалителен процес остануваат 3 до 4. Доколку се случи да прсне слепото црево, каков оперативен зафат во таков случај се презема? Дали е далеку посложен? Може и перфорирано слепо црево со акутен перитонит да се третира со лапароскопска апендектомија. Меѓутоа, тука се работи за процена на хирург. Може да се почне со лапароскопија и да се заврши, може да се почне со лапароскопија и да се премине кон отворена хирургија, или може да се почне веднаш со отворена лапаротомија, за да се најде слепото црево, да се подврзе базата на слепото црево, да се направи лаважа на цревната содржина и да се постават еден или два абдоминални дрена. Откако ќе се извади воспаленото слепо црево, дали потоа се прави испитување, се праќа ли на сето не е биопсија, но се прави ли анализа што довело до негово воспаление? Во Аџибадем Систина секој извадено слепо црево се праќа за патопатолошка анализа. За да се утврди точната причина. За да се утврди причината и степенот на воспаление, во која фаза од процесот воспалителен е извадено слепото црево. Доктор, дали е флегмона, дали е гангрена. Како е вашето искуство? Што се најчестите причините ли за воспаление на слепото црево? Какви резултати добивате? Најчести причини се копролит, страно тело од дигестивниот систем, кои што направиле обструкција на луменот од слепото црево и заради таа обструкција продолжува процесот со оток, едем, со воспаление на ѕидот од слепото црево и зависно од времето, тоа воспаление може да биде од флегмона до гангрена. Колку
трае постоперативното закрепнување кај децата кај кои што дошло до перфорирање, односно до прскање на слепото црево? Кај деца кај кои што работи за перфорација со акутен перитонит, третманот во болница е од 5 до 7 дена, затоа што примаат антибиотичка терапија, понекогаш и двојна и 2 антибиотика, се прават контролни лаборатории. Постоперативно некои деца неколку дена се без внес на течности преку уста, почнуваат со бистри течности, лесна храна, варена храна и сето тоа трае отприлика 2 недели, после тие 2 недели се ставаат на редовен режим на исхрана. Може ли на местото каде што е отстрането слепото црево да се формира лузна и таа потоа да прави некакви проблеми, да создава болки повторно на десната страна од стомакот или пак да доведе до преплет на црева и слично? Постојат ли такви опасности? Да, постојат опасности од адхезии или слепини помеѓу цревата после операција на перфориран апендикс со акутен перитонит, и тоа се нарекува ран илиус во првите 5 до 7 дена, и затоа деца со перфориран апендикс и акутен перитонит постоперативно во болница се третираат баш тие 5 до 7 дена, за да се исклучи можноста од појава на илиус заради адхезии на останатите црева, најчесто на тенките црева. Колку време по операцијата децата можат да почнат нормално да се хранат, како што се хранеле претходно? Кај акутно флегмонозно воспаление на слепото црево, почетна фаза од воспалителниот процес, веќе од наредниот ден после операција почнуваат со течности, од третиот ден почнуваат со лесна варена храна, компир, морков, варено пилешко месо, палента, јогурт, кисело млеко, а веќе од 7 ден почнуваат со редовна исхрана. Сакам да напоменам дека во Аџи Бадем Систина болница има современ педиатриски центар кој што работи 24 часа дневно, 7 дена во неделата. И сега, бидејќи е време на корона пандемија, има промотивен попуст од 20% за хоспитални пациенти. Докторе, имаме гледач на линија, да удадеме предност со прашањето, а потоа ќе продолжиме со нашиот предвиден концепт за денеска. Добар ден! Добар ден, асистент Тина Димитрова Козовска. Ќе ве молам, работам ти доктор П.З. Сања Кондова. Може ли едно прашање? Работи за внучето моје 12 месеци, пошто сум здравствено лице, има фимоза. Кога е најдобар период да го донесам ки доктора да го прегледа и да има хируршка интервенција, или не знам како и да работите? Конкретно, зашто хируршка интервенција? Аз извинам, не ве разбрав. Па, хируршка има нам, сега да речам да не бидам не вулгарна, на главичето од пелисчето има фатено фимоза. Така, добро. Ви благодарам за прашањето. Докторе, дали можевте да го слушнете прашањето? Се работи веројатно за физиолошка фимоза. Сте залепени двата листа од препуциумот и народно кажано не е отворена кошичката од пенисот. 12-месечна возраст е доволна и е во ред да се донесе детето на преглед кај детски хирург и да се обиде со дилатација без хируршка интервенција да се отвори кошичката. Така, значи може и на таков начин да се отвори. И моето последно прашање поврзано со слепото црево, акутното воспаление, се однесува на тоа дали, доколку во семејството, мајката, таткото, се оперирани од слепо црево. Колкава е шансата потоа нивните деца да го имаат истиот проблем? Постои ли некаква наследност? Да, постои. Нема одредено заради која причина, меѓутоа наследна компонента за воспалено слепо црево постои. Ако еден од родители, па дури и бабата и дедото, ако имале операција на воспалено слепо црево, шансите да детето или внучето го има истото постои. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме да зборуваме за неспуштените тестици, за можноста да се уврти тестисот, но и за препонската кила и за проблемот што може да го доведе незиното вклештување. Останете на Телма.
За акутните хируршки состојби кај децата денеска зборуваме со доктор на медицински науки Ристо Симеонов, специјалист по детска хирургија од Аџибадем, Систина. Докторе, постојат различни видови на хернија кои што се јавуваат кај бебињата. Кои се најчестите? Најчести се бродените хернии, кои што се индиректни кај бебињата, многу се ретки директните. Кај машките деца има фуникулоцела, хидроцела или водена кила на тестиси и папочната кила. Така, папочната кила, кога може да се забележи? Дали веднаш после раѓањето, по отпаѓањето на папчето, или пак кога бебето ќе проди, може ли подоцна да се појави? Да, папочната кила, после паѓањето на папчето, веднаш се забележува затоа што е броден, како инguinalната кила. Меѓутоа нема правило кога родителот ќе ја примети. За родителот е битно да знае дека и препонската, односно инguinalната кила и папочната се води. Заради необлитерлиран процесот вагиналис перитони, прашање на време само кога родителот ќе ја примети. Така, значи не е причината ако бебето се напрега поради многу плачење и слично. Некој смета дека затоа нивното бебе добило папочна кила или пак препонска. Не, бебето кога плаче, тогаш се појавува кила. Поради напрегањето. Се килата е забележува. бродена, постои. Тогаш се забележува. Како се лекува препонската кила? Помагаат ли оние специјални фластери наменети за нејзино притискање? Кај папочната кила нема потреба од специјални пластери, ортопедски, топчиња, паричка. Папочната кила се лекува конзервативно. Освен ако килата, односно дефектот, не е поголем од 2 см, меѓутоа тука има и други состојби како што се хернија на фуникулус умбиликалис или малон фалоцела, кои што можат да бидат слични на папочна кила. Помали дефекти од 2 см се лекуваат конзервативно, односно со редовни контроли кај доктор детски хирург. Докторот треба да ја напипа папочната кила во однос на содржината, дали е репонибилна, мека, нема болка, и да го напипа со прстот килниот прстен. Ако на следна контрола диаметерот на килниот прстен е помал, тога шансите таа кила спонтано да затвори се многу големи. Ако прстенот е ист, тогаш најверојатно ќе заврши со оперативен третман. До која возраст би требало да се затвори папочната кила? Како што напоменав, битно е дали папочната кила има тенденција да се намалува килниот прстен. Нема правило до која година треба да се затвори, меѓутоа се очекува до крајот на втората, па и третата година. Ако има тенденција килниот прстен да се намалува, папочната кила да затвори. Докторе, како изгледа препонската кила? Како се забележува? Препонската или инguinalна кила е подуетинка од двете страни. Кај машко дете од двете страни на пенисот, кај женско дете од двете страни на големите ушни од вагината. Исто така. Повелете. Најчесто ја забележуваат родителите и повеќето од нив знаат за што се работи. Кога најчесто забележуваат? Кој период е тоа? Дали кога детето ќе застане на нозе, можеби? Кога ќе застане на нозе, точно тогаш може да се забележи инguinalната кила, меѓутоа и кога детето е бебе, при плачење, при напнатост, при вознемиреност, може да се појави таа подетинка каде што е инguinalната кила. Дали препонската кила може да се вклешти и што е тоа вклештување всушност? Да, препонската кила може да се вклешти. Тоа е често состојба кај недоносени предвремено родени деца, каде што шансите за вклештување на препонската кила се 3 пати поголеми од колку кај донесените деца. Тоа значи дека низ килната кеса, односно низ инguinalниот канал, поминал орган, дали се работи за црево и дали се работи за јајни кај женски деца, кој што при тоа трпи исхемија, односно нарушување
нарушување на протокот на крв во Дали цревото тоа или значи во... дека изумира органот кој што ќе се најде внатре? Точно заради таа исхемија може да дојде до некроза и гангрен, односно до изумирање на цревната вијуга или до изумирање на јајникот кај женски деца. Родителите можат да ја приметат таа состојба. Тогаш килата е тврда, подретинката е тврда, болна на палпација, не е репонибилна, не може содржината да се врати назад, детето е многу вознемирено, плаче и тогаш родителот треба итно да се обрати кај детски хирург, за да проба детскиот хирург со репозиција, ако може да ја врати килната содржина или се оди на итна хируршка интервенција, зависно од времето кога е настаната инкарцерацијата. Како изгледа хируршкиот зафат во овој случај, кога хернијата е вклештена? Дали е сложена операцијата? Хируршкиот зафат кај вклештена хернија е исто како кај елективна хирургија. Кај хернија се прави рез на местото кај што е хернијата, се отвара ингвиналниот канал, се отвара хилната кеса, се експорира содржината инкарцерирана, дали се работи за јајник или се работи за црево. Ако се витални органите, ако е витален јајникот или витално цревото, се репонира натре во абдоменот и се затвара килната кеса. Кај состојби кај кои што веќе органите се изумрени, мртви во фаза на гангрена или некроза, се прави за жал отстранување на јајникот кај женско дете, или се прави ресекција на цревната вијуга која што е изумрена и се спојуваат, односно се прави анастомоза на здраво со здраво црево. Што ова значи, докторе? Дали веднаш штом родителите забележат препонска кила, треба да го однесат детето кај детски хирург и да се реши овој проблем хируршки? Дали веднаш се изведува операција за да се санира проблемот? Да, кај навреме родени деца, после поставување на дијагноза ингвинална кила, треба да се размислува за хируршка интервенција, без да се одлага. Кај недоносени деца, доколку нема инкарцерација, сепак е паметно да се почека да постигнат одредена телесна тежина, до 2 кг, па после да се оди на хируршка интервенција. Значи, за разлика од папочета кила, тука не може спонтано да се реши проблемот, да исчезне само. Препонската или ингвинална кила секојаш завршува со оперативен третман, односно хируршка интервенција. Докторе, по отстранувањето на препонската кила, односно по решавањето на проблемот со препонска кила по хируршки пат, може ли таа да се врати повторно на истото место, или пак доколку операцијата е направена од левата страна, потоа од десната страна да се јави хернија? Многу ретко, успешноста од хируршка интервенција е 99%. Многу ретко може да се повтори килата после операција. Може после операција на едната страна да се појави кила на другата страна, меѓутоа тоа не значи дека детето ја немало килата. Детето ја имало килата, родена, меѓутоа тогаш се појавила. Затоа, војачи кај Систина болница, јас како детски хирург, посебно кај женски деца, секогаш правам експлоративна лапароскопија. Односно со камера се влегува во перитоналната шуприна и се гледаат двата ингвинални канали. Така. Без разлика што детето е дојдено, например, за операција на кило од десната страна, ако јас при експлоративна лапароскопија видам дека е отворен, има комуникација ингвиналниот канал од другата страна, се прави операција на двете страни. А зошто ова почесто го се случува кај девојчињата и вие правите оваа проверка почесто кај девојчињата? Тоа се статистики, инаку ингвиналната кила, препонската кила е почеста кај машки деца отколку кај девојчиња и е почеста од десната страна од левата, затоа што десниот тестис покасно се спушта во скроталното кесе. Многу е почеста кај предвремено родени деца, 20-30% од предвремено родените деца имаат хернија, а точно двострана хернија е почеста кај женски деца. Меѓутоа ова се статистики и мислам дека не се многу битни за родителите. И колку трае постоперативното закрепнување? Дали е долго? Постоперативното закрепнување трае до 7 дена.
зашто се препорачува детето да мирува колку што може, после тоа веќе дозволено му се сите физички активности. Понекогаш тестисите кај бебињата не го нашле својот пат до скротумот, некогаш не се спуштени, друг пат се спуштени, но повторно се враќаат во стомакот. Каде најчесто ги наоѓате неспуштените тестиси, на кој дел од телото обично се локализирани? Десцензусот на тестисот или спуштањето на тестисот треба да заврши кон крајот на 8-миот месец од бременештво во интраутериниот живот и веќе во 9-тиот месец тестисот треба да биде спуштен во скротална кеселина. Кај неспуштени тестиси најчесто локализација е во ингвиналниот канал, и тоа дистално, блиску до скротумот, многу поретко е проксимално на кај абдоменот, меѓутоа има неспуштени тестиси кои што се наоѓаат и во абдоменот. Има состојби на ектопични тестиси, каде што местото на тестисот не е на патот на десцензусот, меѓутоа тоа се многу ретки состојби. По принцип, местото на неспуштен тестис е во ингвиналниот канал. Колку време родителите треба да чекаат да се спуштат тестисите кај нивното бебе? Состојбата на неспуштен тестис може да ја диагностицира педијатарот, неонатолог, уште при самото раѓање. При рутински преглед после раѓање, педијатарот ќе ги палпира, ќе ги прегледа двете скротални кеси. Ако во една или во двете скротални кеси има отсутство на тестис, значи се работи за состојба на неспуштен тестис. Треба да се направи разлика помеѓу мобилен тестис и клипторхистичен, односно ретрактилен тестис. Мобилен тестис е состојба кога тестисот е во скроталното кесе, меѓутоа заради контракција на мускулот знае да се повлече према горе. Мобилен тестис не е предмет на хируршка интервенција. Дека за разлика од мобилен, ретрактилен или клипторхистичен тестис е тестис кој што се наоѓа во ингвиналниот канал. Детскиот хирург со манипулација може да го спушти во скротална кеса, меѓутоа тестисот веднаш бега према горе. Тука има индикација за хируршка интервенција. Така, значи доколку докторот не успее да напипа тестис во скротумот, тогаш се препорачува хируршка интервенција, така? Точно. И каква е таа? Пометно е да се направи ехо, преглед со доплер, да се видат димензиите, положбата на тестисот, прокрвеноста на тестисот и после да се оди на хируршка интервенција. Докторе, дали со хормонска терапија исто така би можел да се реши овој проблем? Хормонската терапија кај тестиси уште не е прецизно разјаснета. По принцип се дава хормонска терапија ако не се спуштени двата тестиса и ако се мали по димензија, односно не одговараат за возраста. Меѓутоа сепак тоа се дава со идеја да тестисите постигнат поголема големина за да успешноста од операција биде подобра. А зошто После хормонска терапија во принцип следи хируршка интервенција. А зошто е важно тестисот да биде на своето место во скротумот? До какви последици може да дојде доколку не се спушти навремено на своето место? Тоа е многу битно заради фертилноста, односно плодноста на тестисот да оплоди. Правени се многу студии, порано бил ставот помеѓу прва и втора година да се направи орхидопексија или спуштање на тестисот. Сега тоа треба да се направи до крајот на првата година. Сепак тоа се ставови, хирургот ја носи конечната одлука кога да се направи орхидопексијата, затоа што после првата година, секоја наредна година фертилноста, односно способноста за плодност на тестисот опаѓа за 5 до 10%. Веќе дете на 14 години, ако не му е спуштен тестисот, 95, да не кажем 100% способност за фертилност. Имаме гледач на линија, да го вклучиме и да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Јас сум мајка на едно дете што почина од карцином на левиот тестис. Сега само да ви кажам. На 6 години тестисот му беше подвижен. Од бебе. На 6 години го оперираа. Немаше никаков проблем до тогаш.
до пред 3 години еве како е починат. Значи, одеднаш доби оток. Правеше наливе тестис, правеше снимања, правеше ехо, не можа ништо да утврдат што е. Така. Одеше кај нас овде кај на хирургија, одеше му рекоа не, ништо, тоа да не од некој удар, за тоа ќе видиме што ќе направиме, рано е, ќе направиме операција и малку време да се пролонгира. Додека помина тоа време, после од кога му направи операција на тестисот, кој извадија од биопсијата испадна дека има карцином. И синот ми почина на 40 години од карцином. Сега, јас после многу читање, слушање вака и по светот како се случува, вика дека најдоцна таквите операции се правеле до 2 години. А не се чекало да дојдем до 6 години. Мене ми е навистина жал, сочувство од нас за вашата приказна и губењето на синот. Токму тоа еве може да го искоментираме и со докторот. Ви благодарам што се вклучивте и што споделивте со нас вашата приказна. Докторе, постои ли можност да се јави карцином кај тестисот доколку долго време не е спуштен? Дали тоа е еден од ризиците зошто мора навремено да се интервенира? Мене ми е жал за судбината на момчето. Меѓутоа морам да кажам дека тестисот што бил спуштен на 6 години не е причина за појава на карцином. Малигна алтерација на тестиси или можност да се формира карцином е кај тестиси кои што не се диагностицирани, интраабдоминални тестиси, кои што не се оперирани и за време на пубертет има способност да малигно алтерираат. Така. До пубертет проблемот со тестисите е фертилност. Како што напомена, секоја година фертилноста опаѓа. Најверојатно, кај момчето се работи за карцином на тестис, кој што не е зависен од операцијата, односно од орхидопексија. Докторе, зошто некогаш доаѓа до увртување на тестисот? И дали ова состојба опасна? Увртување на тестисот е торзија на тестис, исто е една од состојбите каде што се бара итна хируршка интервенција. Тоа значи дека тестисот се уврде околу својата оска, околу фоликулус сперматикусот и е компрометирано крвоснабдувањето на тестисот. Тестисот е во хипоксија, исхемија, нема доволно снабдено со артериска крв, а има застој на венска крв. Ако не се направи итна хируршка интервенција во првите 6 часа, секој нареден час виталноста на тестисот е загрозена, за да веќе 12-тиот час тестисот треба да се отстрани, односно да се направи орхектома. Затоа можам да кажам дека торзија на тестис, клечтена кила се многу итни хируршки состојби. Така, итни хируршки состојби. До кој возраст, докторе, најчесто доаѓа до увртување на тестисот? Дали кај малите деца или пак веќе во пубертетска возраст? Значи, до увртување на тестис може да дојде и кај бебиња каде што има неспуштени, односно крипторхитични тестиси. Тоа се вика торзија на крипторхитичен тестис и исто така тоа е индикација за итна хируршка интервенција. Доаѓа за време на пубертет кога нагло се зголемува големината на тестисот. При игра, при удар, може и за време на спиење, зависно како детето се врти во кревет. Ако тестисот е изложен на ладна температура и кај тестите состојби може да дојде од торзија или увртување на тестисот. А што е тоа инвагинација на цревото? И на која возраст се случува тоа и дали исто што и преплет црева или баш не е тоа така? Инвагинација е вовлекување на црево во црево. И тоа е еден вид или устна состојба или преплет на црева, како што рековте. Настанува во дојнечката и во детската возраст. Најчесто во дојнечката возраст е заради хиперперисталтика, промена на режимот на исхрана, доаѓа до вовлекување на едниот дел од цревото во другиот
и се вика инвагинација. Може да биде вовлекување на тенко црево, може да биде вовлекување на дебело во дебело и најчесто од сите е вовлекување на тенко во дебело црево и таа е една од состојбите каде што се бари на хируршки интервенции. Така. Кои се симптомите? Како изгледа столицата кај детето? Има ли болки? Нагло плачка е детето, вознемиреност, ги подига нозете во колена кон стомакот. Стомакот е надуен, дистендиран. Детето има повраќање и не многу често, меѓутоа при физикален преглед секогаш има појава на крвово слузава малинаста столица. Како и да е, при состојба на симптоми на вознемиреност, плач, болка во стомакот, повраќање на дуеност на стомакот, е доволна причина да родителот го однесе детето кај педијатар или детски хирург. Детскиот хирург со физикален преглед да постави дијагноза. Инаку причини за имагинација кај повозрасни деца може да бидат роден израсток на тенкото црево или мекиво дивертикум, полипи на цревата, после акутен лимфаденит мезентериален заради зголемени лимфни жлезди во близина на цревата, може тоа да биде водечка точка или feeding point, од каде што започнува имагинација. Како и да е, итна хируршка состојба кај деца. Значи, хирургијата е единствено решение на овој проблем и сосема на крај да заклучиме, докторе, дека секоја болка во стомакот кај детето треба да се свати сериозно. Да, секоја болка во стомакот кај детето, посебно со симптомите што ги набрав, треба да се свати сериозно. Сакам да напоменам дека детска хирургија е комплексна специјалност каде што се опфатени скоро сите системи од човековото тело, од општа детска хирургија, урологија, травматологија, абдоминална детска хирургија, новороденечка детска хирургија, онколошка, пластична и торакална детска хирургија. Така. Предизвик за детски хирург е онколошката хирургија, трансплантација на бубрек, новороденечката, неонаталната хирургија. Сакам да напоменам дека во Аџи Бадем Систина болница во период 2019-2020 година направени се 15 операции кај новороденчиња, најмалото со телесна тежина 1200 грама, од атрези на езофагусот до атрези анални, диафрагмални херни, цисти на холедок. Ви посакувам уште многу успешна работа, уште многу успешни приказни и многу здрави пациенти. Благодарам, поздрав уште еднаш до гледачите на Телма телевизија. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Зборувавме за најчестите хируршки интервенции кај децата, пред се во абдоминалниот дел со доктор Ристо Симеонов, специјалист по детска хирургија од Аџи Бадем Систина. Се гледаме секој работен ден во 13:45 на телевизија Телма. До гледање.